Гингамор и белиот вепар. Кралицата на Бретања им вети на сите витези од дворот дека ќе го награди оној кој ќе успее да го улови белиот вепар кој ги пустошеше низините шуми. Не, никој не се вратил жив од тој лов. Негодуваше кралот, но неговиот внук Гингамор го прифати предизвикот и замина. Додека го гонеше дивото животно низ шумата, дојде до еден извор каде што сретна една убава жена. "Врати ме дома," му рече таа, "а јас ќе ти помогнам." Гингамор ја однесе жената во еден прекрасен замок, каде што 3 дена остана како гостин. Пред да си замине, жената му ја даде главата на вепарот. "Еве го твојот трофеј, но треба да знаеш дека од кога дојде тука, поминаа 300 години. По еден век за секој ден кој го помине во мојот замок." "Не ти верувам," рече витезот исплашен, но жената се насмевна. "Ако посакаш да ме видиш повторно, сети се да не јадеш ништо." Кога стигна во својот град, Гингамор виде дека се сменило. Го праша еден селанец за кралот, неговиот вујко, но тој му рече: "Кралот умре од скршено срце пред 300 години, зашто неговиот омилен внук едноставно исчезна." Плачејќи, Гингамор реши да се врати во замокот на жената, но огладне и изеде едно јаболко. Почна да старее и на крајот падна на земја мртов. Селанецот ја зеде главата на вепарот и им ја раскажа оваа приказна на сите, за никој да не заборави ништо никогаш.